Здраво, Огњен, ни доаѓаш од Србија. Најпрво да те прашаме како се чувствуваш и како помина по пат? Што се тиче пута, прошли сме ето супер, мало сме залутали, али нема везе. Ово осеќа се фантастично, ево. Завршили сме се што е требало, стварно све супер. Кажи ми најпрво би сакала да те прашам, дали имаш ти некоја инспирација од некој пејач, дали имаш некој идол? Имам највеќи идол ми е Тоше Проески. Многу волим Тошета Проески, ради дело Тошета Проескog, Фреди Меркјури наравно. Ето, тоа се два моја најомилjenија пејача. Што имаш да кажеш со тоа што те споредуваат со Тоше Проевски? Па рекол сам и мало пре, али едноставно многу ми е драго и велика ми е част да ме неку пореди са Тошетом Проеским. Сви знамо какав е човек био и какав е траг оставио у музици, генерално, као човек. Тако да хвала свим људима од срца још едном. Не знате колико ми значи ваша подршка и све тоа, али никој неќе биде као Тоше. Какво е чувството додека се надпреваруваш во Хајп Звезда и каква е атмосферата таму? Савршена атмосфера, ето, задоволен сум својим учешќем у Хајп Звездама. Све е феноменално, стварно. Ево, да не буде да лажем или нешто, стварно е. Нисам био нигде где се сви тако лепо дружиме и сви тако лепо причам. Дали постои некој ритуал, например, што го правиш пред да излезеш на сцена? Прекрстим се и тоа е едино што урадим и кажем. Uz Господа напред, све ќе стоп да буде и... Амин. Дали ти си има случајно, например, да промениш песната во последна минута или секунда? Да, заправо тоа е било пред еден круг, променио сам из разлога што сам имал женску матрицу и onda нисам могол да отпевам, па сам и променио буквално пред настап, можда пар сати. Кои се твоите мислења за Саша Мирковиќ? Сви знамо кој е Саша Мирковиќ, сви знамо какав е негов рад, колико е негово дело и тек ќе бити. Многу ми е драго што имам да кажем, што имам прилику да сараѓувам со таквим човеком и со таквим магом, да кажем, буквално. Ето, велика ми е част и овим путем го поздравljam. Тоа е тоа. Цело Хајп телевизија. Ива со нас денеска и Давор, може да дојде. Davorci, ovde neću da ga maltretiram sad. Кажи ми, дали се дружите со Давор приватно и надвор од Хајп Звезда? Па, нисмо се чули нешто специјално, али чуемо се тако по потреба. Javlja mi se u 1:30 ovo, me pita šta radim i to. Давор, какви се твоите мислења за вокалните способности на Огњен? Огнен ми е еден од фаворитите стварно таму. У рубриката што ја водам со сите нив, јас више ги многу добро ги познавам точно. Пошто за да го правиш тоа што го правам јас со нив, треба убаво да знаеш да процениш човек каков е, али можам да кажам стварно добар дечко и фантастичен вокал. И не ми е битно тоа што е добар вокал, него он е стварно и харизматичен и еден, искрено да кажам, ајде да не кажам фаворит, ајде да не бидам пристрасен, ама еден од моите фаворити сигурно. Вие се дружите таму позади сцената, да кажеме, свирите заедно, пеете заедно. Дали може денеска, ева, например, сега пред нашите камери, да отсвириме нешто и спееме заедно? Може? Шта би ухватила нас е, сад виши мене да неко ухвати. Hoćemo Тошета или ćemo нешто друго? Ајде, шта ćeš? Ни ледена, ни досадна, ти неćeš biti, do jutra ćeš sa usana. Ti mojih piti, ni ledena, ni medena, se praviš svoja, no večer vake posakaš, da bideš moja. Кој ти е омилено жира? Мира и Боки. Али ако мора да бирам, Боки. Зашто моментално сме кај него, или? Не, Боки ми е омилен и од прве секунде ме поддржава. Наравно, сви су ме поддржавали од овог жири, али Боки е некако увек био ту и да ме поддржи, да ми... Смеје ми се нешто, да ме поддржи и да ми каже лепо реч, наравно. Дали некогаш ти има дадено комплимент за изгледот? Дали некогаш ти има кажано нема да се облекуваш вака, или? Дал ми е савет да задржим овако како се облачим и тоа ми е многу драго, јер стварно покушавам некако и да задржим свој имидж некако едноставно и ето, реко ми е само да задржиме некако. Колку години имаш ти, Огњен? 21. За 21 година имаш ваков глас. Кажи ми, од кога почна да се занимаваш со музика?
Па, Ова ти е други подкаст сад. Да, Значи, да пола сатот. бавио sam se fudbalom, ali od malena sam bio mnogo vezan za muziku. Mnogo i ono, od malena, ali moram da kažem da mi je prekretnica bila kraj karijere fudbalske. Значи и со фудбал и со музика. Da, da. И сега, например, да можеш да се вратиш назад во времето. Повторно би одбрал музиката или би продолжил со фудбал? Muzika mi je sve. Додека се тука, тапаните, музичарите, ја морав да ги фатам и да одсвириме и одпееме нешто заедно. Ајде. Ајде, можем? Едур свира. Може, Еду. Idi, ne samice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora bol ne stvara. Idi pusti me da je od sanja. Огњен, уште едно прашање имам да ти поставам, многу кратко, а тоа е каде се гледаш ти за 5 години од сега? Ne znam, na Euroviziji, predstavljam Srbiju na Euroviziji, Na fudbal. tu se vidi, na srpsku, Kad se oporavi колено, идемо на Могao фудбал. sam igrati futbol u Realu, a ja sam završio na YouTube kanalu. Не, сериозно, ајде сега сериозно. За 5 години од сега каде се гледаш? ne znam, vidi se me na nekoj bini sa puno ljudi uz dobru muziku, eto, tu sebe vidi. Огњен, фала ти уште еднашка премногу. Јас се надевам дека твоите соништа ќе се остварат. Имаш прекрасен вокал и само напред гази. Hvala ti najlepše.